Во тема на денот, како што најави вице-премиерот Александар Николовски. Добро вечер, благодарам што сте тука. Добро вечер, благодарам на поканата. Се пушти Фариш Дренова, 10 километри, рече се 10 години изградба. Зошто толку време според вас 1 километар годишно звучи многу? Па, ако гледате реализација, не сакам сега други треба не фалат да се фалиме сами себе, но во последниве година дена се направи повеќе отколку во сите претходни 9 години. Се работи за комплексен проект, но причините зошто доснел се бројни од промена на изведувач. Се сеќавате дека овој проект го следеа и бројни контроверзии во однос на претходниот изведувач, имаше обвинувања дури за корупција, но суштинскиот проблем е затоа што немало посветеност. Се работи, како што кажав и денес, за вториот најкомплексен проект кој што во моментов се работи во Македонија, после Охрид Кичево, затоа што се пробиваше патот низ Клисура, низ Дреновската клисура и дополнително се пробиваше низ планини и низ карпи. Првичниот проект според мене беше лош затоа што цела планина буквално надвиснуваше над експресниот пат. Тоа го рековте, планина поместивме буквално? Да, тоа е тоа. И минатата година ние одлучивме дека нема да правиме заштита со мрежа или со одредени сајли челични кои што беа предложени, туку дека едноставно ќе поместиме планината, односно планината ќе нема на тој дел, за да имаме безбедност. Имаше една чудна коинциденција, ние почнавме за ова да размислуваме некаде околу септември-октомври, и тоа што имаше поделени мислења. Јас разбирам, одредени инженери си ги бранеа собствените ставови и јас и премиерот од прв ден бевме дека мора да е безбедно на начин што ќе се отстрани тој дел од планината. Откако се случи на несреќа во Нови Сад со железничката станица, сите се сложија на нашето мислење. Затоа што и таму беше со одредени челични сајли таа на стрешница, па за жал заврши како што заврши. Не сакам да правам аналогии, но чисто сликовито да им објаснам на луѓето за што се работеше. И затоа одлучивме од Градско до Дреново да го пуштиме во јануари, а овој дел наместо во март, како што беше првично планирано, да го пуштиме крајот на јуни, да ги дадеме овие 3 месеци за да, како што сликовито кажавме, се помести планината. Иначе таму имаше машини кои што се како човечка рака, вака наједноставно да кажам, кои што ги дробеа карпите, дробеа планината и им требаше цели 3 месеци да ја соборат планината. Се работеше за илјадници метри кубни материјал, со цел да се заштити основната траса на патот. Се поставија околу 9 метри, 9 метри е една просечна куќа во Македонија, за да се има слика, што тампон, што гумени траки, за кога паѓа тој голем нанос, да се заштити патот. И сега веќе, откако сето тоа е изчистено, сето тоа е направено, имаме исклучително безбеден пат од една страна, од друга страна се крати патувањето до Прилеп за добри половина час. И сега веќе Прилеп е час, час и 10, зависно од стилот на возење. А имајте предвид дека во моментов работиме автопат од Прилеп до Битола. Тоа значи како ќе заврши автопатот Прилеп Битола. Какви се роковите за Прилеп Битола? Прилеп Битола е лето 27-ма. Еве да оставиме уште некој месец непредвидени работи. Очекувам до крајот на 2027 година да има Прилеп Битола автопат, што значи на крај на 2027 година најдоцна од Скопје до Битола со едно пријатно возење ќе се патува за час и половина до час и 40 минути. Го споредивте по тежината на изведба со фамозниот, ќе кажам, автопат Кичево-Охрид. Во една прилика дури рековте тоа е make it or break it за мандатот на оваа влада според значењето. Ќе се возили ова лето по делницата Врбјани-Охрид. Дали е тоа целосно известно дека ќе се случи? Да, значи веќе оние кои што патуваат кон Охрид можат тоа да го видат и со своји очи. Сега работиме условно кажано на фините работи, тоа се ситници кои што мора да се направат. Основно ние поврзување, не сакаме да остане ни едно место населено кое што нема да е поврзано, особено во општината Деврца, особено во долниот дел на општината, затоа што има села со по 2, со по 3000 жители, сакаме да ги поврзиме на автопатот, како би имале автопатска конекција до своите села. Работиме на заштитни огради, еластични огради, бележење. Значи, веќе сме стигнати до, народски кажано, финиот дел од работата. И како што кажа и премиерот, на 12 јули, на Петровден, ќе биде отворањето, така што ќе бидете сите поканети да се види автопатот, да се изводи првата делница, а после сум убеден дека стотици илјади луѓе кои што ќе патуваат кон Охрид ова лето ќе можат да го користат и побрзо да стигнуваат до Охрид, додека крајниот рок останува крајот на следната година да се заврши целиот до над Кичево. Имавте средба викендов со вашиот бугарски колега Гроздан Караджов. Се навестува ли некаков договор во однос на коридорот
8, железничкиот коридор 8, а досега не можеше да се препознае волја од бугарска страна за инвестирање во обновата на пругата, изградбата на заедничкиот тунел. Како ви е сега впечатокот после состанокот? Имајте предвид дека прв пат зборувам во јавност после таа средба и дека таа средба дојде како изненадување за многумина, би сакал да го дадам и контекстот и суштината. Контекстот е дека ние навистина полувременски период имавме проблем средба да направиме. Морам да кажам дека дел од причините беа тоа што 7 пати имаш избори во Бугарија во последните 3,5 години. Прв пат има некоја постабилна влада, веќе од јануари месец оваа влада е во функција, што е подолго од сите претходни влади кои што траја по 3-4 месеци. И ете се најде начин, се најде модус во рамките на форумот кој што се случуваше во Истанбул да се одржи една средба. Средбата беше долга и содржајна, ние влеговме во многу детали, но на што за мене е клучно, јас тоа го кажав и на средбата, е дека мора да расчистиме дека од еден крајно инженерски, од еден крајно проектански проблем се направи политички проблем и тоа е нешто што не сме да се дозволи да се случува во иднина. Од изградба на тунел, кој што мора од негде да почнува, мора негде и да завршува, за жал бугарската страна, одредени структури пред од претходните влади успеа да направат политички проблем, што по мене е недозволиво. Се сеќавате какви се наративи и приказни стига од таму, дури и Бугарското национално собрание одржа седница на која што изгласа декларација против мене како подпредседател на владата и министар за транспорт, што е недозволиво. Тоа е во однос на политичкиот дел. Во однос на суштинскиот дел, ние од самиот старт кажавме 3 работи. Прво, дека поврзувањето железничко со Бугарија треба да е преку тунел и тој мора заеднички да се изгради. Второ, дека Македонија треба да го заврши својот дел од работата, но и Бугарија да го заврши својот дел од работата. И трето, можеби и најбитно, ние сакаме Скопје да се поврзе со Софија, не со Крива Паланка, а од Софија и со Бургас и со Варна, со пристаништата на Црното море, и за тоа да се случи Бугарија мора да ја модернизира својата железница. Добивме одговор на трите прашања. Прво, веќе постои согласност дека тунелот треба да се гради заеднички. За тоа ќе има средба во Брисел на експертско ниво на 16 јули, помеѓу експерти од Македонија, Бугарија и Европската комисија. Второ, ќе се потпише и документ како заедничка декларација. Ќе работиме да тој документ се изработи што побрзо, со тимови на највисоко ниво од двете влади. Понатака Бугарија јасно кажа дека ќе инвестира 1,5 милиарди евра на потекот од Софија до Ѓуешево и Деве Бајр граница со Македонија, што е значајно ветување и е многу поразлично од она што беше претходно. Нели претходно велеа вие завршете па ние ќе видиме, или одеа пежоративно со оние 2,6 километри кои што недостасуваат од Ѓуешево до Деве Бајр, но проблемот е дека и од Ѓуешево до Софија пругата не е во добра состојба. Она што го направија е ги враќаат назад тие 550 милиони евра кои што еднаш ги пренаменија во февруари месец оваа година, за да ја работат пругата од Софија до Перник, додека делот од Перник преку Радомир до Ѓуешево според нивните зборови ќе прават целосно нова пруга со ново проектирање кое што треба да ги заобиколи планините и да биде брза пруга со 160 км на час патнички сообраќај и 120 км на час карго сообраќај, што е нешто што ние очекувавме да го видиме, затоа што ние од наша страна трошиме многу пари. Зимата се пушти Куманово-Белјаковце, 90 милиони евра. Сега се работи Белјаковце-Крива Паланка, проценета вредност е 155 милиони евра, сигурно ќе оди нагоре до кај 195 милиони евра. И третата делница од Крива Паланка до граница со се тунелот, само градбата 450 милиони евра и на тоа уште 110 милиони евра сигнализација, 560, што ќе ги соберете доаѓа околу 900 милиони евра кои што треба да се дадат од македонските даночни обврзници или од европските даночни обврзници, затоа што има грант. И сега вие потрошите 900 милиони евра во држава која што не е економија број 1 во светот, во држава како Македонија, а на другата страна да немате никаква заложба, мислам дека ќе беше наивно било што да правиме од наша страна и затоа упорноста даде резултат. Тоа што ние бевме упорни сите овие месеци, тоа што презентиравме исклучиво инженерски и технички проблеми, а не политички проблеми, не донесе до ситуација да Бугарија се заложи да инвестира 1,5 милиарди, што една инвестиција вкупно од 2.400 до 2.500 милиони евра, односно 2,5 милиарди евра вкупно,
е нешто што е добра вест за целиот регион, ќе се раздвижи целиот регион и секако покрај поврзувањето на коридорот 10, покрај отворањето на Солунското и пристаништето Пиреа кај Атина, секако ако можеме да ги отвориме и пристаништето Варна, и пристаништето Бургас, а во еднина доколку Албанија почне да го работи својот дел од пругата и пристаништето Драч, тоа би било идеално искористување на уникатната положба која што има Македонија, каде што два паневропски коридори се сечат нешто источно од Скопје. Разговаравте за некакви рокови или останува средината на јули? Да, многу детална беше средбата. Значи, Кои се рокови? уште оваа недела да се реафирмира барањето за средба на највисоко ниво. Во тек на јули месец да се финализира текстот кој што заеднички би го потпишале. Во тек на јули месец Бугарија да објави тендер за делот кој што би одел од Ѓуешево до граница со Македонија. Во тек на јули месец да ги вратат овие 550 милиони евра назад. На 16 јули да има средба на највисоко експертско ниво. Во текот на јули и август да се ревидира проектот од наша страна, зборувам за делот кој што ние треба да го изградиме, и во текот на јули, август и септември заеднички двете држави, доколку се усогласиме, да побараме од Европската унија грант за изградба на тунелот како тунел кој што поврзува две држави. Идејата и наша, а ја прифатија секако и од Република Бугарија, е ова да е грант кој што би го дала Европската унија како една символика за поврзување помеѓу двете држави. Сега јас сум секојаш умерен оптимист, ставам секојаш резерва. Се надевам дека зборот ќе биде одржан, би бил многу разочаран доколку не е одржан. И еве со еден позитивен дух се надевам дека ова ќе се реализира и дека ова треба да го гледаме како проект, а не како политика. Добро, оптимистички е да се верува. Вие велите реално, меѓутоа најчесто е оптимизам да се верува дека политиката на Балканот нема да замеша прсти кога станува збор за големи прашања. Добро, влеговте во првиот чекор на реализација на железничкиот коридор 10, а тоа е да најдете пари за негово финансирање. Видовме дека Министерството за финансии го продолжи рокот во кој се бара понуда од финансиските институции, од 24 меѓународни финансиски институции до 7 јули. Имате ли информација дали сега потенцијалните финансиери на проектот, кредитори имаат интереси да се јавуваат? Имате предвид дека Македонски железници инфраструктура преку Министерството за транспорт беше подносител на информацијата до влада со која што заложи Министерството за финансии да најде финансирање. Ние имаме увид во процесот, можам да кажам она што можам да кажам, затоа што дел од процесот е доверлив, а тоа е дека има сериозен интерес од неколку огромни светски финансиски институции. И тоа што побараа продолжување на рокот е многу позитивно, затоа што тоа значи дека сериозно спремаат понуда и очекувам дека ќе има конкуренција во понудата, односно дека ќе има повеќе од една сериозна финансиска институција која што ќе понуди понуда што постеќе и натера се да надпреваруваат помеѓу себе и ние да добиеме поевтини средства. И очекувам во текот на до средината на месец јули веќе јавноста да знае. Има ли потреба и во Србија и во Грција да се надогради железничкиот систем за да може да одговори на она што е вашиот проект, затоа што колку што знам, например, во Грција нема две паралелни пруги, една за товарен, една за патнички сообраќај, па каде би оделе оние наши две? Смислата на овој проект е само доколку се поврзе Грција, Македонија, Србија, Унгарија и Австрија. Ние минатата година имавме закажано и потпишување на меморандум помеѓу петте држави. За жал се случи она што се случи во Нови Сад, тоа се случи само неколку дена пред закажаниот датум и се откажа целата церемонија, но не запираат активностите. Можам да најавам дека очекувам во текот на месец јули да имам средби со представници на грчката влада, ресорните министри и соодветни други институции на кои што детално ќе зборуваме за проектот. Она што охрабрува е дека Грција алоцираше некаде околу 640 милиони евра за целосна рехабилитација на пругата од Атина до Солун. Таа е веќе брза, е со 200 км на час, со 120 км на час каргова сообраќај и е двоколосечна и оди некаде до 20 км северно од Солун. Тоа што останува се 50 км од тука до Гевгелија. Гевгелија Солун е 70 нешто километри, но остануваат овие 50, за кои што иницијалната информација е дека веднаш штом ние почнеме да градиме на наша страна, ќе почнат и тие да градат на своја страна, односно дека ќе имаме двоколосечна пруга која што ќе оди од Скопје преку Велес, Гевгелија, Солун до Атина. Исто така грците размислуваат и за изградба на една линија која што би одела исток-запад
односно би одела од пристаништето Александрополис преку пристаништето Кавала, секако Солун, Волос и би завршило на пристаништето Игуменица, што е секако еден проект за следни 10 до 12 години, но е нешто што уште повеќе ќе отвори бизнис и перспектива за Македонија. Во делот на Србија веќе имаат брза двоколосечна пруга од Белград преку Суботица до Будимпешта. Будимпешта Виена исто така има, сега градат Белград Ниш и бараат финансирање од Ниш до Скопје. Очекувам паралелно и Србија да гради со нас. И тоа во суштина беше целта, затоа што ние имавме конкуренција во Бугарија. Бугарија нудеше да оди по така наречениот коридор 4 пругата и на тој начин Македонија стане слепо црево. За бизнисот тоа не беше толку добро, затоа што се тоа 350 км плюс, но ако нема друг избор, ќе користеа таа пруга. Сега веќе доаѓаме ние на мапата како најконкурентни за транзит низ нашата држава, што очекуваме годишно носи најмалку 120 милиони евра на Македонија. Николовски денеска Марта Косе во Скопје, утре самит на лидерите од Западен Балкан и Европската Унија. Една година влада измина, имате чувство дека нешто се промени во нашиот однос или нашите можности со Европската Унија, затоа што постојано оваа година слушаме дека сме го вратиле достоинството, но не гледаме дека сме нашле решение. Мислам, моите ставови ги знаете и не отстапуваме. Јас од нив има една константа и една варијабла. Варијаблата е дека во делот на спроведување на реформи, и ова не го кажувам јас, го кажа релевантните министри за надворешни или амбасадори, сме далеку подобри од претходната влада. Тоа се гледа и во реализацијата на планот за раст, каде што од сите земји во Западен Балкан ние сме најнапред во реализација на планот за раст, иако мора јавноста да знае дека тој план за раст беше скоро подготвен кога владата беше избрана, така што не е нешто што ние сме го одбрале, туку нешто што го наследивме и сепак го реализираме целосно и го реализираме најдобро во регионот. Константата е дека Европската Унија мора да ги реши сопствените прашања, мора да ги донесе сопствените одлуки и да одлучи дали ќе се проширува и како ќе се проширува, затоа што јас стојам позади она што сум го кажал, дека еден европски тешкаш од голема европска држава може да го реши проблемот со Бугарија за едно предплатно или едно попладно. И стојам позади тоа, но за тоа да се случи мора да се дадат одговорите и во рамки на Унијата како и можеле ние да напредуваме, во спротивно ќе се злоупотребува процесот, ќе се случува ова што се случува, ќе се користи за политички цели и ќе биде оценувана Македонија, што ние никогаш нема да го дозволиме и затоа ние кажавме дека под диктати нема да правиме никакви промени. Александар Николовски во тема на денот, благодарам за ова гостување. Благодарам, беше задоволство.